Почитувани, целата јавност деновите ја гледа неспособноста и неодговорноста на Наќе Чулев и неговите кадри. Советникот на Чулев јавно призна дека заедно со Христијан Мицкоски ги прекршил мерките и задолженијата за заштита од коронавирусот. Ако наводно Мицкоски не ги знаел протоколите, тогаш Љупчо Андоновски сигурно ги знаел и наместо да му укаже на Мицкоски, тој му се придружил и свесно ги прекршил забраните. Токму Андоновски треба да биде прв кој ќе ги почитува мерките, а не да биде прв кој истите ќе ги прекршува. Таквото однесување е опасно по јавното здравје, колку што е опасно и неработењето на Наќе Чулев. Во текот на викендов, очевидци и медиуми забележаа масовни прекршувања на полицискиот час и забраната за движење. Сарај, Аеродром, Чаир, Ѓорче Петров, Шуто Оризаре, Тетово се само дел од општините каде масовно се прекршуваше полицискиот час, додека полицијата на Чулев не презема ништо. Наместо да спречува, полицијата на Наќе Чулев со своето неделување поттикнуваше прекршувања на забраните за движење. Мицкоски, Чулев и кадрите на ВМРО ДПМН свесно го рушат системот од заштита од коронавирусот и предизвикуваат негово натамошно ширење. Уште еднаш се докажа, Чулев е најнеспособниот министер за внатрешни работи. Нему му е поважно да ги брани прекршоците на неговиот шеф Мицкоски, отколку да воспостави ред во почитување на мерките и задолженијата. Таквиот несериозен и незрел однос е закана по здравјето и сигурноста. И најмалку што може тој да стори е да поднесе оставка. Ви благодарам.